Во денешното издание на емисијата Култ култура, мој соговорник е писателката и преведувач Билјана Црвенковска. Разговараме за сите предизвици со кои се соочува литературата за деца денес. Добар ден! Денешниот разговор го реализираме во мултифункционалниот простор на Чудна шума. Станува збор за кафе книжарница, галериски простор и принт студио. Верувам дека е голем предизвик и понатаму да се занимавате со литературата за деца и млади, дека тоа е своевидна борба со ветерници. Да, е предизвик. Морам да кажам дека последниве години има доста флуктуации што се случуваат, не само кај нас, туку општо на европските пазари. И целото издаваштво за деца е фокусирано на развивање на читачки навики. Значи, тоа е да речам, една главна стратегија која што издавачите ја применуваат, затоа што со развојот на технологиите, со сета достапност на сите тие медиуми од видеоигри до, серии, што се не има, децата едноставно книгата не ја доживуваат веќе како интересна. Во еден разговор македонскиот писател Петар Андоновски ми спомина дека речиси е парадоксална ситуацијата кога имаме голем број на издавачки куќи кои што се специјализирани за литература за деца и млади, кои што имаат раскошни илустрации, има голем број нови изданија, меѓутоа загрижувачки е податокот дека децата се помалку читаат. Кога би требало да ги лоцирате причините, кои би биле? Значи, ова што го споменав со медиумите, дека е најмалку атрактивниот медиум. Не е тоа слика движечка, нема глас, нема шаренило, нема ништо, не е видеоигра возбудлива. Тоа е едниот проблем. И вториот проблем е нормално лектирните изданија, тоа сите го знаеме дека да, некои од тие книги кои што се во програмата, кои што ние сме ги читале, така наречени класици за деца, што на нас не биле интересни и што се вредни дела, тоа никој не го оспорува, едноставно веќе не можат на овие деца да им го задоволат апетитот и да им го задржат вниманието. Од повеќе причини. Темата можеби не им е интересна, не се идентификуваат со ликовите. Јазикот не го разбираат. Тоа е исто така еден многу голем проблем. Ние не работиме никако на, да речам, промовирање на нашиот јазик, на сочувување на нашиот јазик. Тие зборуваат на англиски, тие слушаат се на англиски, тие читаат на англиски. На совршен англиски зборуваат. Значи, меѓутоа, сите тие работи придонесуваат да едноставно не е доволно атрактивна книгата. И оние родители, например, што работат со децата, оние наставници што работат со децата, што можат да им ја презентираат книгата како што треба, можат да им го задржат вниманието. Значи, треба толку многу работа и толку многу активности за тие читачки навики да се развиваат. Затоа треба кампањи, стратегии за тоа и сето. Во изминатиот период сведоци сме дека и Министерството за образование и наука, меѓутоа и Бирото за развој на образованието, прават одредени промени кога станува збор за наставните содржини, за списокот на лектири. Дали бевте консултирани и како издавачка куќа и како автор? Па не бевме консултирани во самиот процес нормално на избирање на тие дела, но од Бирото побара дела на увид, кои што верувам дека им беа потребни за тие да ги разгледаат тие книги и да видат каква е содржината, за што се работи, бидејќи има многу нови книги како што споменавте. И нормално ние ги доставивме книгите на увид и искрено јас се изненадив кога видов дека некои од тие книги влегле на таа листа. Верувам дека листата е за многу луѓе се уште, да речам, тоа е еден поголем исчекор. Бирото еднаш веќе направи обица една промена пред неколку години. Меѓутоа, ова е малку поголем исчекор. Верувам дека тоа не е толку лесно да се прифати веднаш. И верувам дека таа листа е потребно да се разгледува, да се дискутира за неа, затоа и е тоа предлог листа која што е ставена. Исто така, можеби не е се што е таму ставено така добро. Меѓутоа, јас сум среќна што некаков исчекор се направил. Ги споменавме издавачите и авторите, кои се би требало да бидат консултирани кога се креира една наставна програма, дури и кога се прави списокот на лектири. Па, она што би рекле, ние сите чинители во секторот.
Тоа се наставниците, библиотекарите, задолжително, издавачите, авторите, професорите и на факултет, не само наставниците, затоа што ние имаме експерти кои што се занимаваат со книжевност за деца, теоретичари, секако критичари, тие што ги имаме неколку. Мислам дека имаме и неколку магистри, доктори на науки кои што се занимавале со книжевност за деца, кои што имале труд на таа тема, така што може и тие да се вклучат. И верувам дека ако сите се вклучат, дека може да излезе нешто квалитетно. Ги споменавте библиотеките, загрижувачки се и податоците дека има се помалку читатели во тие библиотеки, меѓутоа тука загатнуваме уште еден проблем, а тоа е што се нуди во библиотеките. Еве вашето искуство како издавач, колку дела се откупуваат, ако направите една паралела, порано и сега? Па искрено ние порано, кога почнавме како издавачка куќа, ниту една библиотека не контактираше. Ниту една и требаше многу време за да успееме да дојдеме до библиотеките. Во последниве години имаме соработка со градска библиотека Браќа Миладиновци, што е добро затоа што книгите се достапни во 17 објекти низ цел град. Принципот на работа е откуп, меѓутоа некогаш ние се решаваме да донираме. Исто така направивме една донација сега во неколку библиотеки во Македонија и планираме да направиме уште во неколку, затоа што така со донацијата малку ги активираме, па потоа тие се ангажираат и прават и откуп. И мислам дека е тоа најважно од се што мора да се комуницира континуирано, да докажеме кои сме, што сме и како сме, за да ги откупат нашите книги. Но проблемот е што се откупуваат претежно, да речам, освен лектирните изданија за деца, се откупуваат само оние книги кои што се многу популарни. А кој е критериумот за нешто да биде популарно? Па да го бараат читателите да го читаат. Меѓутоа тука знаеме дека читателите тоа што го бараат е најчесто некои лесни четива, Со дискутабилни книжевно-уметнички. Со дискутабилни книжевно-уметнички вредности и мислам дека мора да се стави фокус да се откупуваат повеќе домашни автори, повеќе сериозни книжевни дела. Еве има издавачи кои што направија преводи на многу сериозни книжевни дела, ама тие не се, да речам, толку атрактивни, нели? Но се квалитетни. Да се откупи и делот тоа. Навистина имаме преводи од јазици кои што и тоа одлични преводи. Па да не зборувам дека имаме од регионот автори кои што се преведуваат, кои што се големи имиња, а не се... Но не можете да ги најдете таму. Во изминативе години издавачката куќа Чудна шума покрај домашните автори во поголем дел се фокусираше на преводната литература. Предпоставувам дека има одредени критериуми според кои што се одлучувате кое дело да биде преведено. Воедно е исклучително важен и преводот на тоа дело, затоа што знаеме дека како читатели, без оглед дали станува збор за возрастни читатели или пак за деца, дека преводот е оној кој што во одреден момент е одлучувачки дали ќе продолжите со читањето или ќе оставите книгата. Да, за деца не сме да биде преводот лош. Но јас сепак инсистирам тој да биде што е можно повеќе да се држиме до литературниот говор. Да тоа биде се, да нема толку жаргони, освен ако не е тоа литература за млади, или ако се некои оние пред тинејџери, така, тогаш да биде, ако има жаргон, да има многу малку. Да има повеќе литературна. Сепак јазикот е многу важен да се случува. Соработувате со повеќе домашни, меѓутоа и странски илустратори. Дали доволно се вреднува работата и трудот на илустраторите кај нас? Мислам дека сме далеку од она што е на европските пазари, меѓутоа веќе успеавме да достигнеме да ги плаќаме нашите илустратори барем на ниво на регионот. Регионот зборувам од Србија нагоре. Во Србија се сега пониски хонорарите од нашите и мислам дека е тоа е барем еден источок, да. Но секако мора да се работи уште на тоа. За жал буџетите ни се такви што не ограничуваат. Јас зборувам и од аспект на автор и од аспект на издавач и знам колку е тешко да се избалансира.
ама се трудиме. Но авторот и илустраторот мора да работат заедно и тоа мора да е некакво коавторство, да се направи некаква симбиоза. И ние не веруваме, ниту едно дело што ние сме го издале не е нарачано. Нели, оти некои нарачуваат од илустраторите. Ова сакам, вака сакам да биде, така сам. Ние не работиме на тој начин. И да. Илустраторот мора да дае свој печат. И немаме принцип да правиме корекции. Значи нема такво нешто кај нас. Тоа што го нацртал илустраторот или го се прифаќа или не се прифаќа, нормално нели тој ќе даде една илустрација, две, ќе се видат со авторот, дали се согласуваат, дали не, дали сакаат да работат заедно. Некои дури доаѓаат и со готови дела. Веќе се споиле претходно и даваат предлог, сакате ли да го издадете. Да. Јас во принцип лично сакам да работам со повеќе илустратори и да не работам само со еден, туку да имам така различни илустратори со кои што би работела, за да можат сите да дојдат некако до израз и си го бирам илустраторот според тоа каков ми е текстот, па така сакам да најдам некој што му одговара, да речеме, тој текст да го илустрира. Кои се главните предизвици со кои се соочува денес издавачката дејност, бидејќи има голем број на проблеми, не збориме само кај нас во регионот, туку и во светски рамки. Што она што би можело да послужи како пример, а да биде применато и кај нас? Па мислам дека пред се е многу битна соработката меѓу издавачите. И ние успеавме да воспоставиме една мрежа регионална, неколку издавачки куќи кои што работиме претежно литература за деца и млади, и се поврзавме. И имаме заеднички проекти, тие учествуваат во наши проекти, ние во нивни, си ги преведуваме книгите меѓусебно. Почнавме да разменуваме еден автор наш, еден илустратор нивен. И мислам дека е тоа всушност иднината. Дека мора да се работи на вмрежување, затоа што никој веќе не е. Дури имаме сега еден проект кој што го води српскиот издавач Одисеја, кој што се вика ниту еден човек не е остров, нели она позната песна на Џон Дан, која што е многу вистините и за нас. Значи ние не сме веќе острови сами за себе. Не може еден издавач сам туку така, ајде сега јас, затоа што едноставно знаеме дека книгите веќе не се продаваат толку. Дека ако не правиш комерцијални, ултракомерцијални дела, многу тешко е да се опстане. Единствениот начин е мрежување, заеднички апликации за некои проекти, превод на литература што е вредна, наградувана. Тоа е еднината. Деновиве е актуелна темата со резултатите кои ги објави Министерството за култура и туризам, кои дела се поддржани, кои издавачки куќи исто така се поддржани, колку сте задоволни од годинашните резултати? Конкретно, тоа што беше одобрено, јас сум задоволна. Значи, има многу книги што не беа одобрени. И имам и автори кои што нормално не се задоволни затоа што нивните дела биле одбиени. Може би јас во некој дел би направила поинаква селекција, ако ја правам јас. Меѓутоа, она што мене ми е важно и зошто сум задоволна е што не се одело на квантитет. Ние претходните години имавме голем проблем затоа што ни дава повеќе книги, а за тие книги ни дава половина од сумата што ни е дадена сега. И ние со тие пари буквално ништо не можевме да направиме. Со оглед на тоа колку се продаваат книгите, дури ни со продажбата не можевме да ги покриеме трошоците. И тоа е голем проблем. Сега, од ова што го добивме, за тие книги колку што сме ги добиле, се доволно средства за да може да се исплатат солидни авторски хонорари и да се покрие барем печатењето. Нормално, влогот на издавачката куќа си е секогаш влог на издавачката куќа. И мислам дека тоа е еден начин како треба да се работи. Да не се даваат мизерни суми со кои што не може ништо да се направи. Сега дека има простор за подобрување, секогаш има простор за подобрување. Јас и самиот концепт на овој конкурс не ми е многу среќен, меѓутоа тој е така поставен од памтивек и никој уште не се охрабрил да го смени концептот, затоа што
тоа повлекува па многу други веројатно работи тамо. Но словенците имаат еден многу подобар концепт и мислам дека е тој концепт кој што треба да се применува во иднина, тоа е да се одобрува програма, а не индивидуални изданија. И мислам дека и други некои работи, ама сега ако ги спомнам, можам да предизвикам многу бурни реакции. Да, например, словенците немаат физички лица, апликанти. Само издавачи можат да аплицираат. Што исто така е еден битен момент. Затоа што да, јас разбирам дека многу физички лица не можат да најдат издавачи и сето тоа, меѓутоа професионалноста на изведбата на тоа дело, како тоа ќе изгледа, каде ќе се печати, како ќе се дистрибуира, ја гарантира издавачот. И тоа е исто така еден важен момент. Вие сте и сценаристка на сериите Биби и Боби, меѓутоа и на регионалната серија Тут Старс. Да, Биби и Боби веќе се емитува на каналот, мислам дека е Коцкица во Хрватска, ама сега можеби ќе сгрешам, да не... Во секој случај се емитува на хрватски јазик, почна е да се емитува и на италијански јазик преку соработка со Тим Италија, значи на некој од нивните канали. А Тут Старс ќе видиме како, значи тоа е сега еден почеток, кој што е, да речам, проектот е проект на продукцијата Светот на Биби и на Innova Rights and Licensing, односно на Дексико од Србија, значи тоа се 3 фирми кои што се здружени некако. Но тимот е македонски тим и тоа е она што сум горда јас дека се прави токму во Македонија. Ви благодарам, Црвенковска, за интервјуто. И јас ви благодарам.